Кандидатот за пратеник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Иван Иванов денеска одржа пресконференција на која тој изјави: Почитувани сограѓани, денешнава пресконференција свикуваме постсиноќешниот митинг на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Имено, поради огромната безидејност и се помалата доверба од страна на граѓаните, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија почна да злоупотребува и малолетни лица за политички цели во нивната предизборна кампања. На вчерашниот катастрофално посетен митинг, кој што Социјалдемократскиот сојуз го организираше во општина Кочани, злоупотребија малолетни лица, качувајќи ги на бината, како дел од сценографијата на нивниот митинг во Кочани. Малолетните лица кои беа дел од сценографијата се на возраст од 17 години, ученици во средното општинско училиште Гошо Викентиев, и тоа 2 лица, а едно лице е на возраст од само 16 години, ученик во средно училиште во Штип. Покрај двегодишната деструктивна и негаторска политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, лажните и нереални ветувања на граѓаните како дел од памфлетот наречен Програма на Социјалдемократскиот сојуз, тие вчера со злоупотреба на малолетни лица за политички цели по кој знае кој пат ја преминаа и границата на коректно однесување и делување. Ваква злоупотреба на малолетни лица е јасно дефинирана и регулирана со закон. Според член 9 од Законот за заштита на децата, се забранува злоупотреба на деца поради политичко или верско организирање и действување. Исто така, според членот 130 од истиот Закон за заштита на децата, за истото дело прекршок се предвидува и парична глоба. Според членот 19 од Законот за правата на децата, дете е секое лице на возраст до 18 години. Ние како партија сме згрозени од ваквата злоупотреба на малолетни лица, но не сме и изненадени, гледајќи во изминатиот период на што се Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е спремен само за да дојде на власт. Социјалдемократскиот сојуз, поради ова кршење на законите и оваа злоупотреба на малолетни деца за политички цели во предизборна кампања, мора да понесе морална, политичка и кривична одговорност. Апелираме да престанат вакви слични злоупотреби на малолетни лица, а одговорот на сето зло што оваа партија го направи на државата ќе го добијат од граѓаните на 11 декември.